Почитуван градоначалник, почитувана председателке, почитувани колеги, почитувани присутни. Во однос на барањето на такси превозниците за поскапување на нивните услуги за 35%, односно 60 денари почетна цена со 1 километар гратис и секој нареден од 20 денари да се покачи на 25 е резултат на еден фронт помеѓу двете најголеми општински политички партии. Значи, со ова одлука, доколку помине на Совет, буквално не оди во никаков прилог, ниту на граѓаните кои ги користат такси услугите, ниту на такси превозниците. Единствено, само меѓусебно си ја зголемуваме и делиме сиромаштијата, додека Централната власт и регулаторна комисија енормно го поскапува горивото, а засегнати се апсолутно сите граѓани. Во друга ситуација, општинската власт се наоѓа пред свршен чин, каде што спротивно на граѓаните продолжува да дава поддршка како продолжена рака на централната власт во однос на поскапувањето. Со поскапување на тарифата на такси превозниците, дополнително ќе се зголеми сивата економија, односно дивите таксисти. Таа не може да се отстрани затоа што од надлежниот инспекторат немаат голем ефект врз оваа дејност. Претежно оние кои што прават престап врз законот се пензионери во поодминати години или пензионери кои завршиле својата работна кариера многу порано, за сега да профитираат преку вонзаконски услови, подкрепени од оние кои треба да ги гонат. Како една реална суштинска слика, која дополнително граѓаните ќе ја чувствуваат на своја кожа, ќе биде покачување исто и на карго услугите, поскапување на градскиот превоз, аеродромските такси превозници и се во една целина оди во штета на граѓаните. Последната статистика која ги засега граѓаните тоа што потрошувачката кошница за месец декември изнесуваше 35.000 денари за 4 членов семејство, а минималецот е се уште 15.200. Значи една фамилија не може да обстои за најосновните работи затоа што и најмалку е моментално што ни треба некое поскапување. Ако таксито е луксус во европските метрополи, кај нас е енормна потреба. Има лица кои користат 2 пати превоз од здравствени причини, има студенти и средношколци кои патуваат минимум 2 пати дневно. Во уикенд граѓаните патуваат до црквите, исто и во празници, а градскиот превоз се уште не е регулиран како што треба во овие значајни денови. Во руралните средини, ако не се комбињата да ги користат мештаните, тотално ќе бидат изолирани. Значи, моментално сме изложени секој денар да го планираме. Како алтернатива или апел до централната власт, веќе имаме 3 пратеници како град, нека реагира до законодавниот дом за намалување на акцизите и сите области кои се поврзани со такси превозниците, за да не биде штетата уште поголема како кон граѓаните, така и кон таксистите. Повикани сте како мнозинство да го решите овој проблем кој потекнува од неажурното работење на досегашните власти. Проблемите се трупаат, а реваншизмот помеѓу двете најголеми политички партии не треба да види штета на граѓаните ни на такси превозниците кои користат овие услови. Општинската власт пред се нека го интензивира градскиот сообраќај низ градот и руралните средини или нека искористи некаков механизам за субвенционирање на лиценцираните такси превозници или воопшто да не се продолжува темпото на секакво или било какво поскапување. Веќе знаеме дека на граѓаните им е преку глава се е поскапено, додека со платите се тапка во место. Такси превозниците се свесни дека со покачување на цената ќе изгубат еден дел од своите клиенти. На такси превозниците никој не им гарантира дека централната власт заедно со регулаторна комисија нема повторно да го поскапи горивото. Значи, решението кое треба да се најди е барање на одговорност од оние кои манипулираат со ова работничка класа веќе подолг период. Благодарам.